Гори депонијата во Босилово, а неподнослива смрдеа и чад ги гуши жителите на селото. Депонијата во Босилово, која што се наоѓа во непосредна близина на домовите на жителите од ова населено место, е запалена честопати не само во текот на летниот период, туку и преку зимата, кога загаденоста на воздухот и онака е превисока. Депонијата, според независниот советник во општината Стојан Велков, гори втор пат годинава, а огнот тлее со денови. Велков вели дека иако ситуацијата не е како минатите години, сепак горењето е проблематично бидејќи таа се наоѓа во непосредна близина на населеното место. Проблемот не може да се реши со тоа што ќе се викнат пожарникарите или ќе се гасне со вода, затоа што самата депонија има отпад кој е од различен разновиден отпад има и е подложна да не само да гори, туку и да тлее. И кога тлее, откога ќе се изгасне огнот, потоа пак почнува следниот ден да гори. Иначе, решение на проблемот има, со тоа што сите треба да се зафатиме сериозно, да се посветиме на решавање и да тргнеме активно кон решавање на тој проблем. Велков ги повикува сограѓаните заедно да реагираат и да побараат од општинската власт ова прашање да биде високо на приоритетната листа. Смета дека селекцијата на отпадот ќе реши многу проблеми. Како што веќе наведов и како што повеќе пати сум зборувал на седниците, дека едно од перманентните решенија е да сите депонии престанат да се хранат со отпад кој што може да се рециклира, да се селектира и да се носи во откупните пунктови за рециклирање. Ние преку неколку акции што имавме како општина во изминатиот период во пролетта, увидовме дека доста голема количина на отпадна пластика, шишиња и други работи кои ги откупуваат откупните пунктови може да се собере и да не се фрла на депониите. На тој начин ќе се намали значително волуменот на отпадот што се депонира во дивите депонии. Градоначалникот Ристо Манчев вели дека минатите неколку месеци општината започнала со оградување на депонијата и поставување на хидранти за заштита од пожари. Откако пред неколку денови се запали депонијата, интервенирала против пожарна единица, но огнот се разгорувал поради одредени жаришта кои тлеат, но и високите температури. Манчев вели дека денеска продолжуваат со гасење на депонијата и го забрзуваат процесот на поставување хидранти. Тој смета дека селектирањето на отпад е идеално решение, но комуналното предпријатие должи околу 300.000 евра и едва ја обстојува, па затоа брзо нема да може да се спроведе селекција на отпадот во оваа општина.